После 2 недели се враќа бодибилдерот у покушај на YouTube сцена. Денеска имам да ви покажам каде седам во Штип и што правам и која е мојата дневна унаводници рутина. Зашто унаводници, бидејќи нема да ви покажам како учам и не вежбам секој ден како што ќе вежбаме денес со колегата позај камера. Имам да ја покажам собата на кратко и ќе предеме на главниот дел, тој е оброкот. Уствари, јас тука во Штип ќе седам 3 месеци, имам земено соба. Тука се други студенти и студентки, таму имаме кујна кај што ќе ја видите, ќе го покажам и купатилото. Мислам дека е еден одличен смештај за студенти. Дали ќе ви оставам линк од нив, па искрено нема да ви оставам. Ништо, тука имам едно парно за да се грее ходникот, ја да видиме како е собата и какво стање е собата. Прво нешто, ако приметите прљав тепих, денеска усисавам, прв пат го чистам, не замирувате на тоа. Што имам тука доле? Моите два парапатики кои што си ги земав од Скопје, рајачот на колегата и тука една кутија кој што си чувам ѓубре, додека не се наполни па да ја фрлам. Овдека прво нешто што упада во очи е малку интересна столица. Плакарчето што го изналепив со стикери од најакото друштво и тука може да видите нешто сум оставил, сум учил биохемија, нешто за чудо, не е битно. Овдека си го пренесов цел сетап, како што може да видите, еве го компјутерот, стикерот, ondека се одлепил нешто. Слушалки, маус, тастатура, монитор, има многу јак интернет, појако тој кај мене во Скопје. Тука си го чувам новчаникот, маската е сега извадена пошто снимаме. Овдека некој календарче, нешто специјална единица, сними колега. Добро, отвараме врата, тука ги држам на закачалка работите што се као секојдневна облека нешто на факултет или нешто поформално, тука во шкафот имам нешто понеформално, не би да отварам, све е здиплено, ама ете, онака, за имет не ќе да отворам. Тука имам нешто што ми стигна од тему хала, што го видите таблата за склекои што уште ја немам искористено бидејќи идам во теретана. Може да се префрлиме на вториот дел уствари ги гледате овие тука фиоки. Тука ќе имам постојано и пешкири овдека е долен веш. Тука ми се книгите, гледате, чим оваа е прва, тоа значи дека ја уште немам фатено книга. Понадоле ги имаме сите други за мојот семестар. Овдека чуваме се од опрема за снимање, технологија и работи, слушалки, гимбал, ставаци. Моментално видеото го снимам со овие микрофони, искрено се надевам ќе има и ќе извади добар звук, сега ќе го паузираме да видиме како е оваквото, како е звукот. Тука исто така и дронот, триподот, слушалките за теретана и да. Овдека доле има само уште некои други тракатанци, малтене и небитни. Тука е опремата за теретана, се што ми треба за да вежбам без да се сам убијам од јаки килоџи и да. Како отвори фиоката со нога, боже саче. Ништо, се враќаме со продолжение, звукот е одличен за сега. Ајде тука на крајот, е како за мене еднособна соба. What? Еднособна соба. Дефинитивно не ми влијае факултетот добро. Еднокреветна соба. Ево креветот, една педница си ја земав ја од Скопје, едната беше тука боли мило, таму држам пуњачи, нешто го полнев микрофонот до сега. Овде имам некои сијалишта што ги имам облечено вчера, завчера и као ги оставив тука да не ги диплам, пошто знам дека ќе ги земам истиот ден. Се префрламе вдека, тука ми е куферот, тука ми е ранецот за секојдневна скоро употреба кога сум на факултет и се и се што. Пинското за овој смарт интересен телевизор, топ, GG што дечките што го држат ово имат вакви услови, одлично, си гледаме Netflix и не учиме. И овој дел тука од што се состои од моите хемии, еве го тука карнитинот што го добив уште одамна на поклон, креатин, айс и шилд од Леврон, креатинот не од Леврон, тука имаме некои други хемии, соапчиња, уште малце хемии, соапчиња, магнезиум и да. Останува уште последно кјоше се состои од мојот релативно прљав лаптоп, што го налепив исто со некои си стикери, не знам ја што. Го форматирав сега скоро, функционира, само батеријата не му држи, јас ако го извадам, он ќе си направи рип. Не замирувате за мојот чешел, значи нема да го коментираме, го украдов од сестра ми. Тука има некакво гледалце, ова беше веќе тука, немој да ми кажете дека јас сум геј и зимам вакви работи. Ова беше тука, така да само го користам пошто ми се може. Тука ја ставив другата подлога, еве се старите привезоци од клучот, ќе ви ги покажам новите што си ги имам, не знам кај ми е клучот, уствари искрено некаде падна, не е битно. Тука ги имам неколку те парфеми што си ги земав за во Штип, овдека некоја си декорација од мечиња.
Тука држам влажни марамици за секој случај, овде имам дезодоранс и лична хигиена работи. Мислам дека тоа беше тоа оверал од овој рум тур, се гледа во кујна. И да, установив дека сум многу гласен за микрофонот и така да сега ќе го намалам зборењето па да видиме како ќе иде тоа. Совата изгледа вака, од старт влагате, го гледате овој призор, за сега е средено све топ, све пет и тоа би било тоа, објасни све, па се гледаме во кујна. Еве го ходникот, можете да го видите од друг кадар. Се сме ние во кујната, ќе ви ја покажам и кујната. Тоалетот исто така одличен, така да GG. Машина за перење денеска прв пат ќе искористам, се надевам нема да го дигнам целиот овој комплекс во вис. Ајде и кујната. Кога влагате, кујната ја затекнувате вака, релативно чиста и средена. Има сите потребни работи за денеска јас да видам Гордон Ремзи. После ова идеме во теретана, најверојатно вежбаме нозе, така да треба енергија, треба сила и ќе видите каква уствари комбинација ја имам тука да направам според овие луди состојки. Еве сме во бојно поле, тако звано кујна. Што правиме денес? Правиме кајгана со 5 јајца, 2, може да дојдеш камерман. Имаме да извадиме 5 јајца. Имаме 2 или 3 парчиња кашкавалче. Тука ќе иде джемот кајсија. Джемот кајсија имаме една банана што ја крадеме од комшивката, што моментално не е тука. Стела, ако го гледаш видео, фала за бананите, рачуни све иде во Гейнс. Да, значи, ќе извадиме 2 кришки леп. Ќе видите цела процедура, не сакам се да правам да брзам, бидејќи ако джемот од кај сега го измикровализирам, да, ако ставам во микровална сега, ќе ми се стврдне назад, ќе коагулира, ќе коагулира. Океј, ова го ставаме тука, идеме на припрема. Се надевам звукот е добар, не сум многу гласен, се надевам, пак ќе кажам, бидејќи така општо ја погласно зборам и микрофонов си прима. Така да кога ќе гледате видео, малце намалете го тонот и ќе ви биде одлично. Идеме да изарчиме 1, 2, 3, 4, 5. И јас ќе оставам само со уште 12 јајца. Иде едно. Мора малце побрзо да иде све ова, пошто обично ја ги кршам многу поспоро. Уживам во процесот на Гордон Ремзи. Иде второ. Се надевам сите се добри и нема да налетам на ниедно расипано. Иде трето. Бидејќи знаете, мислам не знаете, ама сега знаете, овие се домашни, дома. Нормално мора да се чуват протеини како и во јајца, така и во месо, така да имаме до миле волји. 1, 2, 3, ова беше четврто и сега ќе гине и пето. Отиде и петото јајце. Ова тука се чува само за да се фрли ѓубре. Сега земаме 2 слайсес, ливчиња од овој бургер кашкавал. Ги правите на што помали парченца внатре во кајганата, додека ви се загрева тамо тавчето со зејтин. Тоест не се загрева одвоено, тргнато е на страна, бидејќи релативно многу брзо ќе загре. Од кога ќе ги поцепате, значи што поситно тоа подобро. Зашто? За во процесот на пржење на цела оваа ситуација, кајгана, да се стопи што побрзо и да се спои, за да добие вкус и шмек. И сега идеме малце да ги промешаме. Посекако ќе претрпат поголем процес на мешање во тавчето, бидејќи мора константно да ги мешаме за да добиеме тоа што го сакаме, што ќе го добиеме ќе видите на крај. Ја иначе чистам одма позади мене, например сега кога го направив ова би си го вратил одма, ова би го фрлил одма, ама во интерес на видеото и времето, сега идеме стриктно и директно да направиме прво кајганата, па после ќе си измијам садови и ќе средам све како што треба. Малце ќе биде динамично кога ќе снам да се пржи, бидејќи треба да се мути и ништо страшно, не ми е прв пат. Веќе беше доста мутење, сега идеме на интересниот дел, сега цела оваа кајгана. Тоест, ќе почекаме малце. Сега зејтинот тука го ставаме на жешкава рингла. Тука малце ќе почекаме со ситуацијата. Ја и сега ќе рачистам па ќе се јавим. Пози. После мало кратко едно средување брзинско, ја средивме масата.
Зејтинот е веќе загран, жежок, некем да го пипнам. Пипнете го вие ако сакате. Пред да стам кај ганата да ги покажам привезоците што ги сменив на клучевите. Малце по од мој стил. Еве има тука барбел, има билдер, има кетбол и има два дамбели. Искрено топ привезци. Искрено почнува више да се загрева тука, така да ќе отиде ова на кип. Го спремив джемот, што ќе иде во микровална ги ставивше кришките кашкавалче. Јајцата 5 комада се спремни да идат во кајгана. И ништо, сега ќе видите Гордон Ремзи, се надевам нема да заебам работа. Оп. Тоест, нема да заебам, пошто не е жежок зехти. Уствари, ама не врска. Знаете што сакам да кажам. Ова ќе иде да се преперува, дали е добрата, да, све е добро. И ништо, сега само треба да мутам, и ќе мутам, и ќе се јавиме кога ќе домутам. Да. После поголема пауза, помал неред, што ќе се среди после јадење, бидејќи ова е за видео, па инаку сега ќе си го средев тоа, пак идевме на главниот дел. Лажичката со джемот, джемот се микровализира, да, вајда, се топи, за да може да го истуриме врз ова. Сними, колега, молим те. Погледнете го ремек дело. 5 јајца, 2 киви, 2 банани. Джемот од кај си иде вака врз јајцата, може ако остане нешто врз бананата. Ова е тука чисто еднака, сега ќе ви објаснам зашто. Тука имаме 5 јајца, со 3 уствари додадов уште едно ливче кашкавал, 3 ливчиња кашкавал, 5 јајца цели, без да делиме жолчки од белки. Тука имаме главен сорс of протеин. Јаглехидратите ги имаме во кришките леп, минералите и витамините се во вошјето. Джемот е тука само да додаде шекер, засладувач, некако така како адитив, бидејќи после ова идеме на leg day. Што ќе се истренира? Ќе се истренираат скватс, ќе се истренира поможност RDL ако имам сила, а после овој оброк сигурно ќе имам сила. Колега ќе го научиме да прави скватс. Кога ќе го завршам видео, не знам, може би пред теретана, може би во теретана. И да, ова уствари ќе биде као поеше, не знам, ќе видам дали ќе биде room tour или ќе биде daily routine или стварно не знам како ќе биде насловот, ќе видите, вие веќе знаете. Еве го инаку джемот, види го каков е, од тврда форма дојде во течна и сега да го распоредим убаво низ овие 5 сочни јајца. Да. Ова е само едно ремек дело. Значи, доволно се расвеја, може и на бананите да фати. Со кивите не го мешаме, бидејќи со киви па ептен не иде да го измешам. Тоа да не се фрли ништо е битно. Иде ова прљај сарој. И да, сега ќе идеме на тест тест. И да видиме колега што ќе направи, како ќе успее да земе од себе. Тоа. Ајде, не те фаќам уживе, нема гајле. Еве го, залакот. Ајде да видиме и кажи искрено што мислиш, еве го, чекај микрофончето. Да го доближиме, секунда само да го изгledам. Добре. Не види само гласно. Неочекувано. Неочекувано? Ја мислам, да, буквално неочекувано добро, бидејќи има и киви, и банана, и джем од кајсија, и јајца, и... Да, ова е стварно по мене фасцинирачки добро, не дека ја го правев, ама да, одлично. Сега, мене нема да ме снима како еден, пошто ја на ова ќе му влезам и ќе го сисам за многу брзо време, бидејќи стварно ова е, едва го снимам без да влезам да го пореметам малку. Тука ќе ги ставиме хемиите пред теретана и ништо, се гледаме после. Оброкот и се завршивме. Хемиите за во теретана се спремни за пред теретана моментално. Се пијат, масава е чиста, хаосот е апсолутно среден. 5 јајца, 2 банани, 2 киви, завршено. Идеме да дигаме нешто тешко и
најверојатно во теретана ќе го одјавам и видео. Еве сме на пат кон теретана, умеѓувреме ми текна ова ќе се вика Bigger by the Day. Конечно видео од серијалот во чест на Рич Пијана после баш долго. Ево хелот caffeine addiction огромен. Затоа што да, треба да се учи, треба да се вежба, треба да се средува баш онака сега сам живење. Малце интересно, малце по-динамично, по-напорно, ама пак не е нешто што не се успева и не се стига. Луѓе ме гледат како будала што држам камера и се снима. Ама апсолутно не ми е гајле, не сум во Скопје, баш ти сум, што сакаат нека зборат, нека ме гледат. Тоа е тоа. Сега отиваме во теретана, направиме тренинг за нозе. Не знам никако се гледам се од ова светло, сонцево, што паѓа. Може и лошо се гледам ствари. Направиме тренинг за нозе, squats, RDLs, нешто најосновно, плюс можеби нешто тука leg press, ќе се гура до отказ, ќе се гура јако, да се потроши енергијата од оброков. И тоа ќе биде тоа. Ќе завршиме тамо во теретана со една кратка одјава. Кажеме збор-два за работите. Снема батерија за малце. И после тоа ништо, се враќам јас дома, се отпакувам, средам и суширам. Фатам да го изедитирам ова цело видео, да се потрудам да ставам нешто ефектче, некоја музика да биде поинтересно. И фаќаме книга во раце. Па, ќе видиме до кога ќе трае тоа. Се гледаме во теретана. Кратко без микрофон се јавувам пошто ми се полни телефонот. Ева теретаната во солекувалната во најјаката теретана во Штип. За сега апсолутно нема ништо да коментирам. Не ни знаат дечките дека снимам нешто. Би можело да им пишам да се слушнеме за некаква си соработка, нешто, не знам нешто. Затоа само ќе кажам дека солекувалната е одлична, доволно е голема, има дури оставено и папучи за тие што не се носат, да можат да отидат скроз до тука, да влезат во тушеви, да се истушират. Тоа е одлично. Единствено во Штип е што има тушеви, така да подобра во Штип не би рекол дека има. Не ги знам другите, не зборам пред време, ама тврдам дека да, нема подобра во Штип од оваа. А за компарација со Скопје во некое наредно видео или серијал. Јас стварно се надевам дека се снима звукот добро, со оглед на тоа што имам песна во слушалки и е гласна теретаната. Сега ќе направам еден сет скват со 140 после долго време, без спотер нормално, и потоа ќе го одјавам видеото. Видејќи да, нема да има нешто посебно од тренингов, поишем, направив RDLs, сега ќе направам скватс, после тоа може нешто аддукторс, абдукторс. Ако остане желба, сила и мотив за нешто друго, ако не, тоа ќе биде тоа. Што може поише да кажам, овој втор семестар, искрено очекувам малку полоши, ако не еквивалентни резултати на претходниот. Проста причина што изгубив мотивација за просекот кој го бркам. Па така сега не ми се ни битни нешто многу оценките. Учиме за знаење, другото ќе си дојде. И да направиме last set. Стварно се надевам дека добро се слуша микрофончево и дека нема да се утепам. Така да. Цел рек се клати. Сега спод напред. Четири. Ще една.
Тоа би било тоа. Од овој енормен сет на чучневи или ги сквац. Се изгледа чудно дека не гледам во камера, ме слушате добро, се надевам. Но тоа е тоа. Значи, установив дека добро се слуша од микрофончево и не треба да бидам гласен. Денес видовте сетот од сквац. Се надевам намаливте тон, пошто стварно се слуша гласно, микрофончево е добро. Јас сум многу гласен, веќе ова го кажав 5 пати. И да, сега ќе да завршиме мојот тренинг за нозе. Нешто ситно кардио. Колега камераман се учи добро и практикува сквац. Тоа како за прв пат. Завршуваме тренинг, како што кажав, доаѓам дома, едитирам видео, постирам ако можам уште одма, ако не ќе оставам тоа за вечер. Да се средам да одморам, дали ќе поиграм нешто на компјутер или ќе фатам одма да учам, искрено не знам, ја не можам сам да си ветам ништо. Гледаме сега фокус да завршиме тренингов како што треба. Да го стераме викендов, кога ќе си дам Скопје, не знам, се надевам нареден викенд, чисто онака да се видиме дома. И да. Планови за едни видеа искрено уште ништо немам. Доаѓа се спонтано, како ќе ми текне така. И тоа би било тоа. Денеска 8 март, среќен 8 март сите што гледате од женски пол и вие машки што се идентификувате како жени. Така да. Фала што го изгледавте видео. Ставите лайк, субскрайб на каналот, идеме до 2000 до лето. И се гледаме во наредно видео. Чао!